самиот инструмент има посебна убавина кој што понатаму како го проучувате или како навлегувате во тајните на самиот инструмент ве тера да вежбате уште повеќе. Па јас почнав да го учам релативно доцна, на некои мои 30 години. Некако не најдов многу, да признам, на поддршка од луѓе кои што се од Македонија и кои што го познава овој инструмент. Морав некако да се обратам во држави кои што се во нашето соседство, каде што можев да го изучувам овој инструмент. Веќе во 15-тиот век од Отоманската империја е општо прифатен самиот инструмент и на територија на Македонија е свирен до почетокот на 20-тиот век, инаку најактуелен станува во 18-тиот и 19-тиот век, но за жал почетокот на 19-тиот век веќе се напушта тој стар систем на свирење на мелодии и општо се прифаќа европскиот систем на свирење, се прифаќа тој систем на солфа системот, каде што пак се напушта ориенталниот тип на свирење кој што бил застапен во нашата традиција. За жал, до ден денеска ние веќе се помалку имаме луѓе кои што го познаваат тој стил на свирење. Доколку би се поставило, доколку државата би имала повеќе слух и интерес за она што се нарекува традиција, тогаш верувам дека ќе се појават и мајстори кои што би можеле да го изработат овој инструмент. Тогаш ќе имаме повеќе изведувачи и се разбира самиот инструмент веќе нема да ни биде заборовен, туку ќе биде поставен на сосема повисоко ниво.